Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојде повторно од Германија, повторно во близината на Франкфурт. Се наоѓаме на планината Таунус, каде ќе ја возиме рестилизираната Астра. Астра која испод својата каросерија има еден куп подобрувања кои се испитуваат и за останатите и следните модели на Opel. Но со оваа приказна ќе ја задоволиме вашата автомобилска љубопитност кон крајот на оваа емисија. А сега стартуваме со флеш вестите. Откако на светот му го представи својот прв електричен автомобил, Порше објави дека го засилува партнерството со Римац автомобили со зголемување на своето учество од 10 на 15,5%, што значи ова за хрватската компанија не треба да се споменува. За Порше тоа ќе значи обезбедување сериозни развојни капацитети со кои ќе се гарантира технолошки напредно зголемување на електричната гама возила. Стручноста на Мате Римац и неговиот тим е неспорна, не само во поглед на погонските склопови. Година дена одблиску следејќи го позитивниот развој на Римац, на Порше му стана јасно дека можат доста да научат од нив. Заради тоа проширувањето на соработката беше прилика што не смееше да се пропушти. Развојот на настаните Римац ќе го искористи за значително зголемување на производството на компоненти и обемот на работење. Освен погонски ќе бидат вклучени и напредни инфозабавни и конективни системи. Компанијата во моментот го завршува развојот на суперавтомобилот C2, кој треба да започне да се произведува до година. Како што лани најави, Lexus заплови надвор од автомобилските води, во буквална смисла на зборот, бидејќи нивниот најнов производ е луксузна јахта. Долга е 20 метри и во неа се искомбинирани напредните идеи и еден поинаков израз на дизајнерскиот јазик на јапонскиот производител. Рачната обработка и вниманието посветено на деталите се дополнети со модерни технологии. Има два мотора во верзии меѓу 1050 и 1350 конски сили, а во трите кабини место за 6 напатници. Докажувањето во оваа за Lexus 8 нова област нема да биде тешко, бидејќи се што е сработено се заснива на истите вредности како и кај автомобилите. Според нивни зборови, тимот ангажиран на развој имал за задача да го пренесе потенцијалот на Лексусовото сваќање на мобилноста од копно на море преку визија на еден луксузен животен стил, затоа да стане стварност. За партнер во производството, продажбата и сервисирањето е избран американскиот Marquis Yachts. Продажбата на оваа јахта треба да започне на крајот на октомври, веднаш по првото нејзино јавно деби. Цените не се познати. Со добивањето на меѓународен код за идентификација кој се користи во бројот на шасијата, Polestar и официјално започна со производството на возила. Неговата фабрика во провинцијата Сечуан во Кина важи за една од најмодерните, впрочем, какво што е и хибридното купе со каросерија од јагленородни влакна што го произведува. Интегрираната дигитална технологија на производство гарантира прецизност во изработката и премиум квалитет. Процесот го надградуваат високо обучени ревизори со минимум 10 годишно работно искуство, со применети најстроги процедури во индустријата. Запазени се и еколошките стандарди поставени од сопствена страна. Оваа марка, што настана како перформансна дивизија на Volvo, има амбициозни планови и покрај наметнатите царини, Polestar 1, кој во Европа чини околу 150.000 евра, во наредната година ќе започне да се продава и во Соединетите Американски држави. За зачувување на ексклузивноста, планирано е да се произведат само 1500 возила во текот на 3 години.
Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Би сакал да ви се представам себе си во неколку зборови. Би рекол елегантен, единствен секако, секогаш самоуверен. Како мојот автомобил, новиот Kia Proceed, храбар потек. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Една од најпосекуваните марки на светот го смени своето лого. Не затоа што беше неопходно, туку затоа што Volkswagen сака да ја нагласи својата ориентација кај идните модели, која ќе биде тесно поврзана со екологијата и електриката. Токму електриката овозможи појавување на нови марки кои произведуваат возила, а една од нив е германската Evum Akar. Повеќе за ова во следните прилози. Заедно со ID3, Volkswagen во Франкфурт го представи и новото лого. Со него започнува менување на целокупниот корпоративен идентитет како поддршка за новото поглавје во историјата на марката. Познатото Volkswagen лого сега е дводимензионално и сведено на своите битни елементи. Со едноставноста ги символизира модерните дигитални технологии и новото време во кое живееме. Долниот дел од W веќе не е поврзан со кругот, кој на тој начин станува пливачки. Има нова нијанса на сината боја, а новост е и тоа што од возилото ќе биде осветлено. Креирањето на новиот идентитет на марката е направено со сопствени сили во рекорден рок од 9 месеци. На него работеа дури 19 тима од сите одделенија на компанијата. Директорот за маркетинг и продажба Јурген Штакман ќе каже дека со формулирањето на нови содржини и нови производи, марката поминува низ темелна трансформација према иднината. Според него, новиот дизајн на логото ќе го направи нивниот став за еден нов Volkswagen повидлив во надворешниот свет. Клучна улога во развојот на новиот визуелен идентитет имаше Volkswageновиот главен дизајнер Клаус Бишов, кој смета дека на овој начин се постигнува поавтентична комуникација. Тоа е потребно за емоционална презентација на електричната мобилност која треба да го води Volkswagen низ иднината. А таа ќе започне со менувањето на околу 70.000 логотипи во преку 10.000 објекти на дилерско-сервисната мрежа низ целиот свет. Планирано е целиот процес да трае до средината на идната година.
Електрификацијата овозможи влез во светот на тркала на многу сосема непознати компании. Една таква е германската Evo Motors, која ја реализира идејата за мало електрично камионче на Техничкиот универзитет во Минхен. Со заеднички сили се зафатија за работа и за 3 години првиот прототип беше готов. Концепцијски слично многу на Unimog, главни осебини му беа робусноста и прилагодливоста за сите што сакаат да транспортираат нешто. Го испратија на тестирање во Африка, каде во невозможни за Европа услови тоа покажа значителна издржливост. Таму ја добија идејата на покривот да монтираат соларни панели кои би му ја продолжиле автономијата. Вториот прототип имаше уште еден електромотор и погон на сите тркала, со што доби и теренски својства. Јавноста за прв пат го виде пред 2 години, пошто следеа доста позитивни реакции. Амбициите на компанијата добија реален тек и се започна со подготовките за неговото сериско производство. И кар, како што го нарекоа, сега веќе може да се нарача по цена од 29.000 евра. За погон се грижат 2 електромотора од по 10 киловати, кои ќе го потераат до максимални 70 км на час. Батериите, кои се полнат 6 часа, му овозможуваат автономија од 200 км. Просторот за товар е модуларен, а има носивост од 1 тон. Долго е 4 и широко 1,5 метра, а хомологирано е како возило од N1 категорија, што значи дека може да вози и по автопат. Првите испораки се предвидени за вториот квартал идната година. Разиграното конче од Маранело е символ на спортски автомобил со перформанси од кои се леди крвта во жилите. Кога ќе се види во живо на улица, ефектот е спротивен. Тогаш на присутните крвта им зоврива. Претходно споменатите симптоми ќе ги засилат двата нови кабриолети на Ферари. Потоа остануваме со италијанскиот Фиат, кој долго време нема ништо ново, па затоа ги рециклира постоечките модели. Сега на сцена се појави Abarth 595 писта, кој нуди многу чалам за не така ефтина цена. Фераристите се во екстаза, бидејќи марката од Маранело подготви 2 новитета. И двата се без покрив, така што нивното скоро истовремено представување малку изненади. Првиот е наследник на 488 и ја има ознаката F8 Spider. Единствените разлики од купето, покажано во Женева, се склопливиот тврд покрив и коригираниот заден дел за неговото сместување. За неговото отворање се потребни само 14 секунди под услов брзината да е помала од 45 км на час. Со овој болид тоа ќе биде тешко, бидејќи 3,9 литарскиот твин турбо V8 мотор му испорачува 720 конски сили. Со нив за спринт до 100 км на час се доволни 2,9, а до 208,2 секунди. Благодарение на унапредената аеродинамика, F8 Spider максимално може да постигне 340 км на час. За одбележување е и тоа што се искористени некои технички решенија од писта, изведбата и тркачкиот 488 Challenge. Вториот новитет од Маранело е поинтересен, бидејќи со него Ферари после половина век ги враќа V12 машините во кабриолетите од редовната понуда. Последен таков беше 365 GTS, во чест на кој и сегашниот ги има истите букви во ознаката. Бројката 812 пак покажува дека за основа е земен моделот Superfast, но не и дека е најсилниот кабриолет во светот. Како и F8 Spider, и тој има склоплив тврд покрив кој се отвора или затвора за исто време. За погон на овој 1600 кг тежок кабриолет се грижи 6,5 литарскиот мотор кој располага со 800 коњи. Сега таа сила се пренесува на задните тркала преку 7 степен менувач со двојна спојка, обезбедувајќи му перформанси скоро идентични како и на F8 Spider. За овој модел од Ферари уште наведуваат дека има багажник од 210 литри, тркала од 20 инчи и дискови на сопирачките од 398 напред и 360
60 мм назад. Интересно е и дека задното стакло кое служи како дефлектор се задвижува електрично, со што се отстрануваат сите бариери према V12 мелодијата. Цените и на двата модела засега не се објавени. Додека Ферари се врти кон кабриолетите, во фокусот на Абарт остануваат младите возачи. Токму за нив е создаден моделот 595 Писта, како продолжеток на обновеното семејство на малиот Fiat 500. Како што името му кажува, акцентот на ова специјално издание е поставен на тркачките својства. Моторот е познатиот 1,4 литарски турбо навијан на 165 конски сили, а менувачот е автоматски со 5 степени. Доаѓа со активен издувен систем и спортски кони амортизери, а стандардна е и интегрираната телеметрија за бележење на собствените рекорди. Ке го оправда логото на шкорпијата и со специјалните бои на надворешноста со дречливи зелени детали. Абарт 595 Писта е опремен со целата стандардна опрема што е потребна за да се гарантира возбудливо возење. Сепак, како што може да се очекува, интериерот е исполнет со бројни трендовски технологии, посебно тие што ги интересираат младите. Неизоставни се секако спортските седишта и тркачкиот управувач со пресечено дно и ознака за центрирање на врвот. Максималната брзина што ја постигнува е 218 км/ч, а забрзува до првите 100 за помалку од 7 секунди. Цената во Италија му изнесува 23.700 евра. Во моментите кога одбележува еден век постоење, Citroen се потсетува на најславните своји модели. Еден од нив е нераскинливиот дел од историјата на марката, е популарниот спачек. Првите прототипи се појавија во 1936 година и изгледаа како да ги правел амбициозен селски ковач. Идејата на неговите творци беше да се понуди едноставен, сигурен и економичен автомобил погоден за широк спектар возачи со различни потреби. Втората светска војна ги поремети плановите кои се вратија заедно со мирот. Така, како година на раѓање на Citroen 2CV, како што му е официјалната ознака, останува забележана 1948. Наменет беше за превоз на 4 лица и 50 кг багаж со максимална брзина од 65 км/ч. Имаше боксер мотор од моторцикл со зафатнина од 375 кубни сантиметри и 9 конски сили. Менувачот беше со 3 степени на пренос, а трошеше 4,5 литри на 100 километри. И покрај присутниот скептицизам на некои, реакциите беа фантастични и чадорот на тркала веднаш ги освои срцата на купувачите. Нарачките беа толку бројни, што во еден момент листата на чекањето за него беше долга 6 години. Стана легенда која со смелата креативност на неговите конструктори предизвика голем број ентузијасти. Со својата успешност ги истахна духот и гените на марката, кои како основни вредности се негуваат и ден денес. Се произведуваше до 1990 година, до кога заедно со неговите деривати беа направени преку 5 милиони примероци. Исто како што е случај со мобилните телефони, и часовниците одамна престанаа да ја вршат само својата основна задача – да го покажуваат времето. Во предизвикувањето на можните функции на часовниците најдалеку отиде авангардниот урверк, кој представи часовник што ги следи ротациите на земјата околу својата оска и околу сонцето. Затоа и со право швајцарците велат дека овој модел со ознака UR100 Spacetime го покажува времето низ 3 димензии. Тој всушност ги покажува времето и просторот низ кој се движи планетата. Навидум тежок за сваќање, овој концепт е базиран на астрономски индикации колку всушност километри и часови оној што го носи часовникот поминал заедно со Земјата. Со ова неговите креатори сакаат намерењето на времето да му дадат филозофска форма, која изразена во пари изнесува 48.000 швајцарски франци без данок.
Можност да испробаат како сето тоа функционира во обичниот живот ќе имаат само 50 привилегирани купувачи. Тоа и не треба многу да чуди, бидејќи оваа компанија од Женева произведува 150 часовници годишно. Производителите на автомобили секојдневно прават анкети со цел да ги приближат своите модели до купувачите. Неодамна Форд направи истражување за запознаеноста на потенцијалните купувачи со употребливоста на електричните возила во Соединетите Американски држави, Европа и Кина. Добиените сознанија се разочарувачки од неинформираноста. Сигурен сум дека и вие ќе се зачудите откако ќе ги споделиме со вас резултатите. Долг и тежок е патот што мора да го поминат електричните возила во своето освојување на светот. Не се во прашање само недостатоците што ги имаат, туку и запознавањето на купувачите со нивните предности. Како компанија која се подготвува за влез на пазарот на електричната мобилност, Форд спроведе истражување меѓу возачите во Соединетите Американски држави, Европа и Кина на оваа тема. А резултатите од тоа шокираат. Неинформираноста владее посебно меѓу американците. Иако одамна се среќаваат со нив, 42% од испитаниците таму мислат дека електричните автомобили мора да се полнат на бензинска пумпа. Тоа навистина е тешко да се поверува, а единствено логично објаснување може да бидат плагин хибридите во кои и понатаму мора да се точи гориво. За жал, добро би било да е само оваа нелогичност. Така, дури 90% од анкетираните сметаат дека електричните возила немаат добро забрзување и дека не може да се ужива во возењето со нив, што е апсолутно неточно. Понатаму, 2/3 од возачите мислат дека со нив не може да се влече приколка, а 80% се плашат да ги возат по лошо време. Така, место да донесе одговори, оваа студија предизвика повеќе прашања, од кои најважното е на што се должи оваа неинформираност. Очигледно е дека освен во технологии, производителите на електрични возила ќе морат да инвестираат и во јавното мислење. Во Мазда се горди на своите иновации кај моторите со внатрешно согорување, но сепак погледот кон иднината го насочуваат преку електричните возила. Јапонците веќе го подготвија своето прво такво возило кое ќе го покажат на салонот на автомобилите во Токио идниот месец. Неговите прототипи веќе се функционални и се тестираат во каросеријата на новиот CX-30. Портпаролот на компанијата сепак потврди дека концептот што е подготвен за Токио ќе биде сосема нов модел. Како ќе изгледа не се знае, но е познато дека прототипите имаат електромотор од 143 конски сили. Батериите од 35,5 киловат-часа треба да обезбедат автономија од скромни за денешни услови 200 км. Иако Mazda, Toyota, Subaru и Suzuki заедно со Denso имаат формирано алијанса за заеднички развој на електричните технологии, овој модел не е вклучен во проектот и е развиен самостојно. План е електричниот автомобил на Mazda при крајот на идната година да се најде во продажба во Јапонија, Европа и Кина. За Америка се споменува дека ќе биде понудена верзијата со мал ротационен мотор со кој ќе се продолжува автономијата. Планирани се и дополнителни варијанти, меѓу кои и плагин хибридната со погон на сите тркала. Како што вестивме на почетокот на емисијата, се враќаме кон приказната на рестилизираната Astra K. Само добро истренирано око може да забележи дека е ова рестайлинг, бидејќи многу малку надворешни елементи укажуваат на тоа. Една техничко подобрување е што испод оваа маска има жалузини кои се отвораат и затвораат по потреба. Тие имаат две функции. Едната е кога се затворени во зимски услови да обезбедат, уствари да го избегнат ладниот старт на
моторот и што побрзо да се постигне неговата работна температура. Кога се отворени, се разбира дека овие жалузини овозможуваат поголем проток на воздухот, а кога се вози со голема брзина, тие повторно се затвараат за да го канализираат текот на воздухот испод автомобилот. Со ова се добива дури 23% поголема економичност при возењето. Кога сме кај економичноста, мора да напоменеме дека основата на овој редизајн не е изгледот, туку техниката. А техниката се наоѓа секаде испод каубата на Astra K. Па кога сме испод каубата, ќе зборуваме за моторите и менувачите. Но тоа може да го направиме возејки. Се враќаме во внатрешноста на Astra K. И тука се чувствуваат најголемите промени со рестайлингот на оваа генерација. Пред се, внатрешноста, како што е шалтаблата, централната конзола, има потполно иста графика како што има актуелната инсигнија. Тоа значи дека прегледноста е одлична и внатре во внатрешноста на Astra се чувствувате многу удобно. Иако е подпирањето потврдо во однос на претходничката, тоа профитира со возните својства, односно дава многу подобри возни својства кои заедно со електрохидравличниот управувач прават да се чувствувате многу динамично на работното место на возачот. А кога сме кај динамиката, треба да се спомене дека со новата генерација ни доаѓаат и нови мотори. Нови мотори трицилиндерски и тие се направени по строгите регулативи на Европската комисија. Имено, сега во гамата на Astra се нуда трицилиндерски бензински и еден дизел мотор. Бензинците се со работна зафатнина од 1,2 и 1,4 литри, со распон на силата од 102 до 145 конски сили. Но овој мотор за чиј управувач седам ја е 1,4 литрен и има 220 Нм вртежен момент. Некој ќе каже дека е малку, но еве ќе компарираме со еден друг производ од едно друго време на Opel. V6 бензинскиот мотор кој беше уградуван во Омега има исто толку ньютон-метри вртежен момент. Така да тие 220 ньютон-метри се сосема доволни за агилно и динамично погонување на лесната каросерија на Astra. Кај нас популарни се дизелите, а кај нив новост е 1,5 литрениот мотор кој располага со две силини од 105 и 122 конски сили, кои се сосема доволни да постигнат само 90 грама CO2 емисија на штетни издувни гасови на километар и тие мотори, дизелите, па и бензинците се по Евро 6 стандардот, но D норма, кој е многу близко до Евро 7. Opel Astra треба наскоро да пристигне во Македонија. Та во Германија има цена од 20.000 евра за стартниот модел, но се уште не се знае колку ќе чини во Македонија, бидејќи Astra е популарен модел за сите сегменти на животот. Од приватен семеен автомобил па се до автомобил со кој действуваат вработените во големи
компании. Па затоа цената е од клучно значење за овој модел. Јас мислам дека во Македонија цените нема да бидат толку високи, но сепак не би сакал да зборувам на памет и да кажам колку би чинела новата Opel Astra во Македонија. Но тоа ќе го видиме кога ќе пристигне кај нас. Јас ви благодарам за вниманието. До гледање до следната емисија на Автомагазин за 7 дена. Пријатно.